Herojskата, но чемерна 1903 година. Крваво е задушено и линденското востание. Замолкнаа крушевските камбани. Изречените македонски востанички чети бараат шумско прибежиште. Војводата Иван Наумов Алабакот се повлекува во реонот на Велешко. Роднокрајно го повлекува шумолењето на реката Бабуна. Вртлози во реката, вртлози и во душата. И жал, и непокор, и решеност да се продолжи борбата. Отивко, момци. Најпосле го одбраа сватот за стапот. Касна, војводо. Каснав. Убаво крв да ти се стори. Сполај ти, Тане. Како ти е јуначка рана, а? Не е прва, војводо, Наум. Нема ни да е последна, брате. Војводо, ние таму со браќата малку поразговара, па јас како најстар. Од името на сите дојдов. Кажи! Знаеш дека мразам витканици. Се губиме, војводо. Турците ни го скршија арбетот. Како и каде сега понатаму еден Господ знае. И јас знам пред него. Куш, бре! Што е ова? Да не е некој бунт, а? Ајде, станувајте! Оставај лебот и нареди се долу! Шака јад. Сакате да си одите дома, а? А секој од вас е обележан како комита. Дадовте заклетва. Бацивте нож и револвер. Кој не е човек, нека ја погази. Верте толку од мене.
Арно ти текна. Природата дава и од вода и од земја. Оди измеѓи. Треба да се нарани со нешто овој стомак. Во зло време. И селаните би дале нешто. Ама се плашат од шпионско око. Ќе ги речиме. И подкажувачите, и шпионите. Голема неслуга меѓу народот Војводо. И меѓу нас војводите, Ѓоргија. Ете, јас сум омилен меѓу нашите страдалници, ама скопското раководство не мисли така. Поставиле друг војвода во Велешко. Ако, нека им биде. Затер на Ѓорче Петров. Инаку, не седам на иста маса со изрод како тебе. Секој добиток ќе се јави да прдне, па така и ти. Море двајцата да си го подврзете јазикот. Толкав пат јавам за да ве помирам вие како јарци на мост. Кој да се напиеме по една сливова, како зарек дека ќе бидеме умни и практични. Браќа, едно ќе ви речам. Раните од востанието уште не ни се заздравени, а вие правите делби.
Секој со својата група. Чисто фракционерство. Што ветруе? Борбата за власт? Ами ако е така, и за двајцата има место. Бено, ти ќе бидеш раководител. Анто, ти ќе бидеш негов секретар. Праведно. Може и обратно. Ама и така не се бунам. Ѓорче е во право. Турчинот ни е заеднички душман. И не само тие. Допрва од сите страни ќе бидеме сардисани со пропаганда. Едните ќе викаат ти си бугарин, другите ќе викаат ти си грк, а ако не тоа, Свети Сава српска слава. Од тоа да се чувате, браќа. Мамката мрсна. И своje гласило покрај среде царска Софија ќе трубат за македонштината. Ганчо, очекувам гостино далеку. Ке го земеш од станица, ке го однесеш во некој ефтин хотел под лажно име. Вечер ке го донесеш овде, разбра? Секако, господине Сарафов. Уште нешто? Детали за загадочниот престој на Ѓорче Петров низ пеплосаната белешка каза. Сака да го закарпи она што ние толку успешно го распаравме. И тоа го следиме, господине Сарафов. Дал Господ колоши со лопата да ги ринеш. Ѓорчи група романтичари сонуваат автономна Македонија. Заспани или будни ќе дочекаат так пославје, знаеш кога? Кога врбата ќе роди грозие. Марш. Не се интимизирај со предпоставениот. Хиерархија. Јас сум на врбата. Оди. Оди. Домачине, Ангеле. Узми. Не. Пушам свој качак. Таков бакшиш ќе ме поддуе. Домачине, Ангеле, велика мака имаш. Прво доđe суша, онда захвати поплава, ово остало поеду језовци, а теби што? Ништо. Него, да те упишам ја у моја чета, а? Не крши јазик, Григоре Љамев од Небрегова. Од наш камен си пркнат. Сам залепи ики на презимето. Формира србоманска чета под притисок. Или им даваш по некој грош да те следат. Добро онда. А да им шапучнем ја на фесовите дека си јатак на она комицка банда, а? Вашке да те изеду јебем ти мајку селјачку. Немој, Григоре, аман. 5 усти хранам од ова јалово нивче. Не сум ни со вас, ни со нив. Запалете му ја плевна вечерас, да упамти када ме одбио. Долазиш? Не. Доći ćeš ti. Doći ćeš. Не замерувај, брате, од теренот. Ке постоиш малку, ти си учен на нозе. Еве јас, како добар домакин, ќе те послужам со ликер. И да знаеш, ова е добра капка, не е некоја брлива ракија. Повели. Господине Сарафов, помагајте. Народот таму душа би дал за мене, но грст луѓе од раководството не ме сака. И дојдов еве кај вас да ве замолам, мислејќи дека ќе го одврзете кесето. Се разбира со пари од организацијата. Тоа е за оружје или за да не јадете трева од ливадите? За пушки и за муниција. И секако за нови борци. За да бидам војвода како што прилега, нели? Да, ако ќе дојде време, мислам, ќе знаеш кој е добротворот, нели? Ако не дај Боже, или дај Боже,
еден ден се пребројуваме на лева и на десна страна, ќе знаеш каде да го дадеш својот глас, Науме Алабак. Јас секогаш сум бил на ваша страна, господине Сарафов. Тој до сега било така. Да. 3 конски товари, нови пушки. Дали е добро? Се разбира, да. Знаете, јас би можел да бидам војвода и на друг округ. На Кичевскиот, например. Јак ликер, долго пријателство. А да, ќе заборавев, се појавиле некои српски контрачети по планините, што е тоа? Да, ги има и никој не дава инструкции како со нив. Науме, како против нив? Исто како со турците, на нишан. Затоа што тие нам нема да ни простат. Пријателот ќе го однесеш на станица. И Алабак, се ќе биде онака како што се договорив. Ви благодарам, господине Сарафов. Господ нека ви даде крепко здравје. Благодарам. Може. Уште еден придобиен на моја страна. Готете се, берете се до конечниот удар во грбот. Семени. Тане! Тане! Фрли еден плотун да кутнем еден офицерски фес. Арно викаш, војводо. Турци ги знам, ама овие селани сореденици, да ме убиеш не знам кои се. Секој војува во поробена Македонија. Ѓорѓија! Хајди, војводо! Ај, запржи им ја манџата на турциве, не ги сакаат лути ми роди. Веднаш, војводо! Браќо контрачетници, вреди и да се погине за отачбину. Вардар и бабуна има да се влеат у Дунав. Даjem вам частну реч. Ајде бре, пуцај, што е? А пите и турке, јебем ли им сунце крваво. Доста е! Не фрлајте патрони за џабе. Нека си извадат очите меѓу себе. Назад во заветрина. Јас сум Алабакот, војвода со лузни. А ти лошо гледаш кога нишаниш во своји, ебати кошинката. Глигор Соколович не е навикал така да му се обраќаат. Шака луѓе водиш, божем чета. Ајде, предајте се и ке се бориш под мој бајрак. Соколов си ти. Наше лајно. Мобилизираш по селата, северна пропаганда. Лошо пелтечиш српски. Ама добро го забораваш македонскиот. А ти примаш инструкција од Софија. Тој врапци знају. Сарафист. Ухвати бре правилан пут, дурнете изел црн мурџу. Глигор беше? Глигор. Дедо ти се превртува во гробот. Така значи. Добро. Чим нема сарадња, онда секој у свој ров.
Очевидци на судбоносни настани и луѓе кои лично го познавале, вака го опишуваат војводата Иван Наумов Алабакот. Висок, широко плеќест и здрав човек со мургаво лице и црна коса. Во бројните битки влегуваше како разјарен лав. Неговиот орлов поглед, воинствениот дух, смелоста, посветеноста и верата во делото го издигнаа пред очите и на другарите и на противниците. Алабакот го возбудуваше една единствена мисла – слободата на татковината. Опеан е и во повеќе народни песни. Зададе се темен облак, огин гори у мусок планина, сиво ми пиле прелета. Времето заладува, војводо. Како да ти пристуденок? По друго ми студи, тане. Еве, со народна волја стана Фикичевски војвода, ама што ако? И овде само поделби. Едните сме биле сарафисти, другите тамефисти. Лекол некој дјавол меѓу нашите водачи. Секој тера на своја воденица. А сите го забораваат она неважното. Судбината на поробена Македонија. Нејумниот нека каже, така ќе направиме. Пристиг набер, војвода. Во местноста ножот се бие страшен бој. Бараат помош. За таму сме. Браќа, наши гинат во неравна битка, јас одам прв, а вие по мене. Ајде, војводо. Од тебе, војводо. Алабакот ке врви. Еден кодош ни го предаде и продаде. Војвода на Нишан. Божем, куршум не го дупи, сабја не го сече, баш ке видиме. Од Конгрес се враќаат. Пак шушкале против царштината. Пукај! Бој се почна, бој ужасен. Турци викаат Аллах, Аллах, а комити Ура, Ура. Провикна се Алабакот, провикна се на дружина. Ајде момци, ајде браќа, помош братска да дадеме, сонцето се веќе мрква. Освета ридовите од душмански залпови, 200 души од стапија, 63 падна. Падна и там умреа за народната слобода.